Здраво, здраво и добре ни дојдовте. Ова е Урбаниот так, како велам јас, вашата и наша омилена емисија и од денеска се дружиме повторно секој работен ден во 17 часот и 10 минути. Сигурно веќе се прибравте од работа, доста е за денес, па време е да ги проследите и нашите содржини. Доколку не имате лајкнато на Facebook, сигурно веќе видовте што и како ќе видиме денес. Дел од содржините кои што се разбира ќе ги споделиме со вас е ексклузивниот материјал кој што токму вчера го направивме на Василичарскиот концерт во Македонската опера и балет. Нашите денешни гости ќе зборуваме за списанието Лице в лице, единственото улично списание кај нас, кое што не само што е интересен продукт кога ќе го купите и е одлично четиво и лекција за животот, туку има една многу добра позадина и за сето тоа денеска одлучив да одвоиме доволно простор и време во Урбаниот так. Како една одлична најава, мислам дека ќе ни дојде видеото кое што ќе го видиме, а го сними колегата. Се однесува на еден од продавачите на Лице в лице, кој што веќе е звезда во земјава и сите го знаат, станува збор за Тунан. Тој денеска ни е гостин и во нашето студио, но пред да го видиме како изгледа студиски, да видиме како изгледа на терен и како поминува еден негов работен ден и се враќаме во студиото. Мојата прва цел беше што се освари една куќа од Лице в лице списанието. Заштедив пари, си направив една куќа. Има една соба, голем саун и кујна и копати. Се трудеше да работам превише и бидејќи луѓето многу превише ми помагали, бидејќи продадов и си направив куќата. Ова е 17-годишниот Садик Тунан. За да заработи просечна дневница, тој треба да продаде колку што е можно повеќе примероци од списанието Лице в лице. Цената на списанието е 100 денари, а 50 денари се чиста заработка. Садик оди по познати локали во Скопје каде има повеќе луѓе, но овој пат вели дека немал среќа. Ова е списание Лице в лице хуманитарно. 100 денара ги продаваме и 50 денара за мене и 50 оди са печајтенето. Па на ден продам по 10, 15, 20, зависи сега денот како е, колку има луѓе кои сака, кои не сака. Сега таква е си работа. Има па некои купуваат. Доста луѓе има познанието списанието Лице в лице. И така сум благодарен што работам. Маја Реванска е една од уредничките на ова списание. Вели дека во Македонија околу 100 луѓе го продаваат списанието. Таа додава дека изборот на продавачите се прави заедно со хуманитарните организации, за да им се помогне на загрозените семејства кои имаат способни лица за работа. Тоа оди преку дистрибутерите, односно организациите со кои што ние имаме воспоставено таков начин на соработка, ги нарекуваме наша дистрибутивна мрежа на списанието Лице в лице, и тоа се обичаено организации кои што работат директно со ранливи граѓани. Така во Скопје ги имаме Црвен крст, ги имаме понатаму ги имаме и пораките, односно порака Неготино, кои што работат со лица со попречености. Во Струга имаме организации исто така кои што работи со лица со попречености, во Куманово исто така, во Битола. Ова списание кој има едукативен карактер и најмногу се занимава со социјални теми, наскоро ќе се печати на албански јазик. И покрај тоа што интересот за печатените медиуми се повеќе се намалува, сепак Лице в лице на пазарот постои 5 години и секоја година продажбата се зголемува. Да, мислам дека ова беше најубавиот вовед кој што можевме да го направиме за денешната прва тема во Урбаниот так. Лице в лице го имам в раце. Убаво се вклопи целава приказна, да ви ги представам и официјално моите денешни гости. Александра Илоска, ќе започнеме од таму. Млада и убава девојка која што пред се е вистински познаник на оваа тема и ја истражуваш во Центарот Паблик. Се надам дека не сгрешив со функцијата, така? Функцијата не. Одлично. Потоа имаме Маја Раванска, која што е уредничка на Лице в лице. Ја видовме и на видеото. Го имаме Тунан, кој што ни е продавач на Лице в лице, и имаме Гордана, која што исто така ни е продавач на овој весник. Се на се мислам дека денеска од секој можен аспект ќе обработиме оваа тема како што треба и ни доликува. Добре ни дојдовте сите.
Добро да го најдовме. Многу ми е убаво што вака сите некако се договоривме и успеавме да се собереме за да видиме како Гордана и Тунан работат како дел од продавачите на списание, да видиме кој го редува, што стои за целиот овој проект, така да мислам дека ќе биде супер до крај на муаветот. Да започнеме од Тунан. Главната звезда ни е денеска Тунан. Тунан, како си? Добар. Кажи ми, интересно ти е вака кога се гледаш на телевизија? Да. Да? Да. Колку години има Тунан? 17. 17 години. Твојата успешна приказна е она што го привлече вниманието деновиве, а тоа е дека ти навистина си заработи доволно пари и си реновираше дома. Кажи ми, колку време продаваше списание за да може да си реновираш по дома? Па година и пол ток. Година и пола? Да. И тешко оди продажбата на списанието? Не. Не, тоа Баш добро беше, да. Како ти продаваш? Еве те видовме во еден од кафичите. Како изгледа тоа? Одиш и што им викаш на луѓето? Добар ден, ви се извинувам, дали ќе сакате новото списание лице в лице да купувате? Тоа. И како ти одговараат луѓето тогаш? Па некој сака, некој не се, некој ќе ти кажува го имам, фалат. Го имам И фала. све окей, тоа, А да. тука лажат или вистина го има? Не, вистина. Вистина Да. го има. Значи искрени се луѓето. Да, превише. А кажи ми, сакаат да се запознаат вака со тебе? Да, кога продаваш? имам сега многу запознато со луѓето. И сега една ме гледа со униформата, и вика честито. И јас викам фала. И што те прашуваат најчесто? Па повеќе ме прашуваат, нека ти како можеш да успееш од списанието куќата да ја направиш? Викам благодарен на луѓето и за вас што имате од мене многу купено списание лице в лице. Тоа. Значи во ова заеднички сите си Да, помагаме да. еден на друг, Да. така? Ние си купуваме списанија кои што малку ќе не описмени реално, ќе ни ги крене погледите, ти со твојата работа си земаш плата на крај, така? Да. И што е ти е вака најголема мотивација кога продаваш? Колку списанија на ден? Па зависи сега колку луѓе има. Зависи колку Зависи луѓе. денот како е, да. Кога искача новото број, 50 на ден продавам. 2-3 дена по 50 продавам, после по 40-30, зависи. Браво, супер. Може да побараме од режија да ги погледнеме фотографиите на Тунан, за тоа како реновираше по дома, а ти ќе ми кажеш каква радост им приреди на твоите по дома. Што реновираше Тунан? Што Куќата. правеше дома? Куќата ја направивме. Куќата? Да. Сам ја правеше или како? Па и со татко ми продава, ама јас повише свак ден остав бев на работа и така да собиравме пари. Еве те И го гледаме, направивме ова е веќе списанието. по дома, така? Да, Ама да ти кажам, многу убаво си го направил. ви благодарам. Чија идеја е ова со црвената боја? На дедо ми. На дедо ти, а која идеја е твоја? Или ти се им препушти на останатите? Се они постарите. Ти си тој што плаќа, а тие нека бираат идеја. Еве Да. ги, ова е твоето семејство, претпоставувам? Да. Да, кои се на фотографијата? Па дедо ми, мајка ми, татко ми и брат ми малиот. И брат ти малиот. Да. Колку членови сте во фамилијата? 7. 7 членови и сите живеете под еден исти кров? Да. И значи има многу љубов кога толку многу Да, луѓе да. се заедно, а? Да. Ама и со љубов и со работа се стигнува до Да. токму ваков дом, Да. нели? Супер, сигурно си пример дома. Да. Горди се на тебе, така? Да, превише. Супер. Туна не е еден од луѓето на кои што навистина сте горди, односно вие сте горди на сите кои што се вклучени во лице в лице. Ја слушавме неговата искрена приказна. Од 2012 функционира, прво официјално улично списание, нели, народски кажано. Маја, што значи да се биде уредник на едно списание кое што прави толку многу добрина од другата страна? Многу значи. Значи да си цело време исполнет со тоа што го работиш. Значи да ти е убаво. Значи да знаеш дека правиш нешто добро во општеството, освен тоа што одиш секој ден на работа, нели, од 9 до 5 или од 8 до 4 како и да ни се поставени стандардите. Значи дека делуваш, сивото е еден циклус, сивото е еден круг на луѓе кои што се освестени, кои што сваќаат дека нивната улога е да освестат уште многу други луѓе, меѓутоа и да
направат некакви промени во општеството. Најзначајните промени се секако во нашиот дел во социјалната инклузија. Така, колку луѓе се вклучени во списанието? Зборувам од моментот на луѓе кои што пишуваат и творат за самото списание и се разбира продавачите. Јадрото на лице в лице не е поголемо од една рака луѓе. Меѓутоа, низ годиниве, 5 години веќе постои лице в лице, таа бројка сериозно се зголеми и постојано со секој нов број имаме нови соработници. Ни се јавуваат луѓе кои што сака да ни понудат некаква тема која што досега не ја обработувале медиумите и која што ние согледуваме дека има зошто треба да се најде во списанието. Значи, обично сте различни, тоа е нешто што многу ми се допаѓа. Не само по изглед визуелно, туку и содржински. Внимаваме во списанието да се опфатат сите оние содржини кои што ги нема во медиумите кај нас. Да бидат опфатени не на истражувачки начин, меѓутоа повеќе информативен начин и повеќе на еден начин кој што поттикнува луѓето на акција, да направат нешто, да сватат дека сите ние можеме да направиме нешто за да го подобриме нашето општество. Да, па сега кога веќе ми ги спомена медиумите, во најновиот број пишува токму ова од ваше, од Александар Матовски, пишува за нас се интересира и медиумите, имавме многу гостувања, потребни се вакви настани за да покажеме дека можеме и дека и ние сме дел од ова општество. Да, Цако е еден од колумнистите на Лице в лице, односно еден од луѓето кои што редовно пишуваат за Лице в лице. На тој начин Лице в лице сака да вклучи што повеќе луѓе со различна позадина на своите страници. Пред тоа, тој има своја радиоемисија, присутен е веќе во медиумите, меѓутоа не е присутен на ваков начин да пишува колумна секој број. Тој самиот си одбира темата, секако со насоки од наша страна, меѓутоа многу добро се покажува во негов поглед тоа. Така. Сандра или Александра? Како сакаш да ти се обраќам? Како сакаш. Те викаат Сандра. Да. Приватно, Во канцеларија Сандра. Епа, ајде да се чувствуваме како дел од канцеларијата и под дома. Сандра, ти стоиш за сите оние истражувачки моменти на социјалното предприемништво и која е големата порака која што се крие позади продажбата, позади содржината на ова списание? Најголемата порака која што се крие позади секое социјално предпријатие, импактот во општеството кој што овие социјални предпријатија го имаат. Тоа и при тоа овој импакт доаѓа од главната карактеристика на социјалните предпријатија, а тоа е дека фокусот на секое социјално предпријатие, примарниот фокус е обезбедување бенефит за одредена заедница, а не е примарниот фокус кон обезбедување на профит за помала група, која што е во најголем дел од случаите ограничена. Значи не е себично да се разбере. Не е себично, значи тоа е големата мисија и токму поради таа несебичност доаѓа до остварување на овој импакт. Социјалните предпријатија како карактеристика, значи се наоѓаат негдека помеѓу јавниот сектор и помеѓу приватниот сектор. Значи тие во себе интегрираат дел од карактеристиките на овие два сектори и токму тоа е она што ги прави успешни. Лице в лице е само еден дел од успешните приказни во овој сектор и би рекла еден од пионерските чекори. Значи, и успешен пример, веројатно. Да. Ние обезбедуваме пред се работен ангажман за радливи категории граѓани. Значи, нашата цел е да обезбедиме едно транзиционо вработување кое ќе ги носи ранливите категории граѓани од социјална исклученост кон отворен пазар на труд. Така, баш убаво, туна нешто многу ни се замисли. На што размислуваш сега? Сака да оди да продава. Да, ние малку те одзедовме, ама нема врска. Ако те бара девојката, слободно јави се, ако не, малку нека причекаат. Може така? Гордана ни е исто така драга гостинка денес и еден од продавачите на списанието. Чекај малце, Гордана, да си се пофалиме. Еве тука. Да си се пофалиме. Ајде да покажеш, Гордана, каде си ти? Тука сум, овде сум повалете. Гордана, да. Ја има во најновиот број на Лице в лице, и ако ја сретнете на улицата, знаете дека
токму таа го продава најинтересното списание и единствено кај нас во моментов. Гордана, ќе не раскажеш ти твојата приказна? Кога почна ти да продаваш и да работиш за лице в лице? Јас продавам лице в лице многу одамна и многу ни оди добро продажбата и задоволна сум, што редовно што взимам плата и се штедиме по некој динар. Така, каде живееш ти? Јас живеам у Волково, ние сме порака Неготино. Вие сте од Неготино и таму со кого Скопје, во Скопје, Волково. Во Скопје Волково, Да. како подружница од центарот во Неготино, така? Да. Организацијата. Организација. Ета така, кажи ми колку луѓе сте таму? Што правите во Волково? Таму се поделени по куќи, има еден стан во Хром исто така. Се грижиме за хигиената, си помагаме го себе, на студентите помагаме. Се Они нас дружите. ни помагаат и така. Ама јас слушнав дека вие многу работите и, Да, работиме. и што чувате по дома? Почувам кокошки и кози. Кокошки и кози и се грижите за нив секој ден, така? Да се грижиме. А тие кокошките не са јајциња? Но за да и бели кокошки, бели јајца и жолти јајца има. Сигурно се многу вкусни дека се домашни. Да, многу субо. Јас сум јадам јајца, пржим јајца. А вие си ги јадете тие работи или можеби ги продавате го И јадеме и ги предаваме исто така. Аха. На динар. Браво. Кажи ми, како оди продажбата на в лице кога ќе се сретне со луѓето? Што ти кажуваат? Купуват. Зависи долу кој има повеќе народ, купуват повеќе. Ако има поголема гужва низ площад, сигурно повеќе се купува. Повеќе да зависи до луѓето. Да. Па купуват, редовно купуват. Ама Издоволна сум. луѓето се фини, така? Да, добри се. Се интересираат, вака си имала некоја интересна ситуација да запознаеш некого да те Па праша? има некои што не познаат жени, возрастни, млади. Интересно е она што го имаше ти напишано во списанието, само да го тука негде. најдам, за едно изненадување кое што ти се Да, случи. точно. Ке ни кажеш за изненадувањето? Па многу ме изненадите Верка да ќе ме земе на гости. Бев 4 дена на гости и многу сум задоволна што ме пушта по нивна одговорност. Така, тоа ти беше, само да провериме како беше, како се викаш? Радош. Да. Радош на гости кај Верка. Верка ти беше твојата старателка. Старателка што ми беше. И ти кога порасни, кога веќе не си дел од тој дом, те Па се викна на слушава гости преку дома. телефон за празници вака кога некој што не ми се јавува. Значи, вие сте како вистинско семејство, Да, така? би се сказали. Убаво вие? Да сакам да кажам, многу сме среќни што имам добро семејство, Кика, Гоце, Андон и асистентите се моје семејство. Ќе ги поздравиме сите. Да може да ми мавнам за раката. Може да им мапнеме Ако како ме не. гледа. Многу ми е мило кога има вакви успешни приказни и кога на лицата кои што на овој или на оној начин се засегнати од општеството, им се помага. Како ги бирате содржините на списанието, бидејќи претпоставувам реално треба да биде интересно за некој да го купи, бидејќи нели не е моментот само да се солидаризира, туку напротив да купа нешто што прво е квалитетно и паралелно да помогнат. Така, прво сакам да објаснам само дека поентата на лице в лице не е да помогнеме, туку да се активираме, да се вклучиме сите и да направиме тоа што ние сметаме дека можеме да направиме. Така. Лице в лице сака да ги активира граѓаните да си ги користат своите капацитети и своите можности за добро на општеството во насока во која што тие сметаат дека можат. Лице в лице само ги дава насоките, покажува дека може тоа да се прави. Ако можам јас, ако може Сандра, Тунан, Гордес, можеме сите. Работата е што секој број на лице в лице се фокусира на одредена тема, која што по некакви критериуми ја одбираме. Во последниот број тоа беше медиумите на еднината. Се прашувавме како би изгледале медиумите на еднината. Сега кога сите сме на социјалните мрежи, кога сите објавуваме нешто, нели кога целиот тој медиумски свет се сели на интернет, како би изгледале медиумите на еднината, бидејќи ми беше еден важен момент и во контекстот на целата приказна со лице в лице како социјално предпријатие. Дали можеби социјалните медиум како социјално предпријатие е медиумот на еднината. И сите тие теми ги отвораме во последниот број, меѓутоа тука се и оние редовни рубрики кои што секогаш ги имаме, како Зелена република, како Одговор на еднина, како Актив арт и така натаму. Супер. Сандра, има ли простор во Македонија реално за зголемување на ова предприемништво?
Јас би кажала дека во Македонија не само што има простор за развој на социјалните предпријатија, туку има пред се реална потреба од овие социјални предпријатија. Потребата произлегува пред се од бројните општествени проблеми и предизвици со кои се соочуваме. Еден од најголемите предизвици со кои се соочуваме како резултат на долгиот процес на транзиција низ кој што поминува Македонија и самиот пазар на труд. И при тоа не треба да не загрижува само стапката на невработеност во земјата, туку треба да не загрижуваат и реалните бројки на неактивни лица, како и квалификациите на овие лица кои се неактивни, односно не бараат работа, не се активираат на пазарот на труд, туку живеат исклучено и како резултат на тоа ние губиме човечки капитал. Според последните статистики на Државниот завод за статистика, во 2016 година регистрирани се над 350.000 лица со ниско образование. Од тука произлегува потребата дека во Македонија ни се неопходни вакви транзициони модели, како што е примерот на лице в лице или терапевската заедница Покров, кои што ќе обезбедат движење, значи од таа социјална исклученост и активирање на овие социјално исклучени граѓани. Понатака ние исто така друг предизвик кој што доаѓа од пазарот на труд е и самата неформална вработеност и бројките покажуваат дека во 2016 година над 130.000 лица во Македонија биле активни на неформалниот пазар на труд, што реално поттикнува сива економија. Од друга страна, тоа значи дека над 130.000 лица во земјава биле оневозможени да ги реализираат своите основни работнички права. Друг проблем, општествен проблем кој што од друга страна дава можности за социјалните предпријатија и социјалната исклученост во Македонија. Многу е битно да знаеме дека над 40% од населението во земјава живее во социјална изолација. Сите овие бројки само се показател дека неопходни се реформи во самиот систем на социјална заштита и за да имаме ефекти на долг рок има потреба, не се потребни краткорочни мерки, туку потребна е долгорочна стратегија и социјалните предпријатија можат да имаат капацитет да го водат тој процес на трансформација на системот за социјална заштита во Македонија, пред се заради нивните блиски контакти со заедниците со кои што работат. Така. Морам да ти признам, бројки од никогаш не ми биле омилено нешто, меѓутоа оваа статистика е сериозна, бидејќи она што го индицира во позадина и тоа како е важно и овие бројки треба да влијаеме и да се активираме за да ги намалиме. Маја ме интересира, секогаш имате многу креативни, многу урбани, многу кул списанија дефинитивно, ќе покажеме дел од нив. Како бирате тоа како ќе изгледаат и колку продавачи до сега се вклучени? Како ги наоѓате всушност продавачите? Прво за насловниците и воопшто за дизајнот на списанието, гледаме да сме надвор од рамката секогаш. Во најголем број од случаите задолжен за дизајнот е Зоки Надески, да го поздравиме Зоки. Таа вашиот дизајнер. Нашиот дизајнер кој што е со нас од првиот број на списанието, а повремено се вклучуваат и други познати дизајнери кои што сакаат да го дадат својот влог на тој начин што ќе изготват насловница или внатре дизајнот ќе направат нека илустрација. Инаку продавачи да ги вклучуваме преку партнерски организации, дистрибутери кои што работат директно со ранливи категории граѓани. Имаме во 6 градови до сега и понатаму планот е да се прошириме во сите места каде што има интерес и каде што би можело да се продава лице. Супер. Само да покажеме униформата како изгледа. Може, момент. За кога ќе ве видат на улица да знаат дека вие сте оние храбри луѓе кои што работат. Ева униформата што носиме секој ден и ставаме тука книгите. Чекај да видиме тука вака ги ставате книгите. Да, вака, од да се скинат. И колку книги може да собере тука? Повеќе. Повеќе книги. Да. Ама ова е многу модерна,
правиле. Да, нови се бе, модерни се. Многу се Многу убави. ми се свигаат. Лице в лице, кога Да. ќе го видите, ќе се упатите, ќе си купите многу интересно списание и со тоа ќе придонесете за да подобриме општата состојба кај нас. Дечки, ви благодарам на сите. Фала и на вас исто. Мислам дека убаво си поминавме, нели? Да, убаво беше. Фала ви. Супер. Имаме некого да поздравиме? Сите читатели на лице в лице. Туна девојката ќе ја поздравиш ли? Ајде сега, да не се срамиме. Може да ја поздравиме. Мене така ми открива дека ти имаш девојка. Имаш или немаш? Не. Нема. Ајде, ќе зборуваме после емисијата. Одиме со реклами и се враќаме во студиото.